Среда 17 часот и 15 минути, почитувани гледачи, ви благодарам што и оваа топло попладне сте на фреквенцијата на телевизија Сонце да ја проследите најновата емисија од своја страна. Мојот денешен соговорник и гостин е едно младо момче по име Стефан Манев, кој ни доаѓа од Неготино, меѓутоа живее веќе неколку години овде во Скопје. А зошто токму Стефан Манев во емисијата од своја страна ќе дознаеме малку повеќе од него. Јас ќе го представам само како едно многу амбициозно момче за кое што допрва ќе слушне како Македонија, така и светот, односно пошироко. Стефан, ти благодарам многу што ја прифати мојата покана да бидеш дел од своја страна. Здраво, Викторија, и мене ми е мило што дојде во вашата емисија што учествувам. Јас сум Стефан Манев, доаѓам од Неготино, каде што учам средно угостителско и се занимавам со струката угостителски техничар, каде што значи има готвач и келнер. Моментално јас сум одлучен за готвач. Иначе сега ќе се повторам, бев на надпреварот во Хрватска. Чекај малце сега да не ги збодиме гледачите. Ред по ред ќе одиме. Стефан, не доаѓаш од Неготино, меѓутоа живееш неколку години овде во Скопје, со тоа што решаваш да го продолжиш своето образование во стручното училиште Лазар Танев, токму овде во Скопје. Јас ќе те запрашам дали ти знаеше од 8 одделение дека ќе продолжиш своето средно образование, да го продолжиш овде, односно дали знаеше дека токму ќе се занимаваш со ова што го правиш денес? Од каде љубовта кон готвењето, од каде љубовта кон храната кон? Да, јас претходно знаев дека ќе се запишам исто во средно училиште за готвење и така. Како помал имав желба и од телевизија исто така што имаше претходно надпревари по телевизија за готвење. Ти ми кажа пред да седнеме овде пред камерите дека од многу мал те влече љубовта кон готвењето, кон храната. Тука напомена дека постојано ги следиш тие емисии за готвење, односно си ги следел како мал. Колку е клучна љубовта кон оваа професија која што ти си ја одбрал, Стефан? Па види, клучна е секоја професија, како што е мојата професија, така и другите професии, заради тоа што се што правиме со љубов се може да добиеме. Еве како јас иден готвач, се осеќам супер задоволен од мојата професија и се најдобро како што можам да кажам за мојата професија. Јас имам љубов исто така уште од мали нозе, пак ќе се навратам на тоа што како помал работев со тоа, започнав исто во 8 одделение, така како на пракса да одам во кујна да работам, па после тоа исто се запиша во средното училиште и така продолжив со мојата струка и понатаму. Така. Предпоставувам дека средното училиште... Јас и ти се запознавме на отворениот ден на на отворениот ден на Лазар Танев. Ти ми остави таму голем впечаток, навистина со сето она кое што ни го сподели нам пред камерите. Тоа не беше малку што ни го сподели, ни кажа дека си освоил многу награди, како државни, така и меѓународни, од кои што последните, еве да не сгрешам јас, на надпревар Бисер Мора, кој што се одржуваше во Хрватска, во Република Хрватска. Да. Јас би сакала ти ова да ни го представиш вака од твоја страна, како си помина во Хрватска, како не представи таму и што се случуваше таму? Јас морам прво да го спомнам почетокот како отидов во Хрватска, благодарение на мојот шеф Никола Мишковски, кој што тој ми беше поддршка во секој момент, секако и до мојата фамилија, каде што се вработив таму на тоа место, сега моментално работам. Така што со него започнав некои ствари, мали движења што ги викаме ние. Почнав да учам странска храна, каде што он ме обучуваше за тоа. И се деси надпреварот се дешаваше во март месец, каде што јас знаев и претходно дека тоа ќе се случи, ама со шефот ме пријави каде после еден месец, два вежбање, отидовме на Бисер Мор. Јас не очекував такво нешто да земам. Отидов само да го соберам искуството и некои други ствари. Во што се надпреварувавте, Стефан, таму, конкретно? Конкретно, јас се надпреварував во 3 дисциплини: пилешко, ризото и риба, каде што таму се малце поумишни работите. Пилешкото ми беше прво место, земав злато за него. Исто и за рибата земав злато, а за Како го зема Стефан златото за пилешкото? Што е толку различно пилешкото твое? Работа во повеќе техники, каде што имаше многу техники и вкусови, мора
Бодови се взимаше и на вкусови, затоа што на вкусот јас земав околу 50 бода, а работев и на 3 техники на храната. Така јас успеав да земам на пилешкото и на рибата злато. Претпоставам повеќе члено жири Да, оценуваше? имаше од настар на цела Европа беше во Хрватска. Исто така, претпоставувам имаше многу надпреварувачи. Да, имаше 37 школи, 470 деца што се надпреварува во јуниор класа, а имаше и сениор класа. Што значи тоа сега? Јуниор класа, претпоставувам бевте средношколци, од средни училишта? од средни училишта. Имаше околу 470 деца и од тие 470 деца јас бев прв, пошто тоа освоив јуниор шеф. Какво е чувството, Стефан, да си прв со она кое што си го постигнал ти таму, токму во тоа што го работиш? Јас тоа го почувствував, не знам, онака, ќе кажам магично, не знам, тоа чувство не може да го доловат сите, затоа што се осеќав горд на мене, горд кон своите најблиски. Кон менторот, кон семејството. Моето прашање е колку оваа професија си бара трута, си бара посвета, претпоставувам со твојот ментор и вежбавте постојано. Колку за тебе беше предизвика спремањето, односно подготовките пред овој голем натпревар? Јас пред да почнам имав многу голема возбуда, затоа што беше сепак едно европско првенство, каде што имаше многу такмичари, многу деца, и имав доста припреми што спремав, што работев со шефот до касните навечерни сатови и така да сепак беше ова голем чекор за мене, каде што постигнав нешто што секој можеби не може да го постигне. Така, сепак јас сметам дека талентот си испливал на површина, секако и трудот и работата. Оно што ме фасцинира за едно младо момче како тебе на само 17 години е тоа што ти паралелно учиш и работиш. Како се постигнува тоа и како да им дадеме мотивација на сите оние дечки на 17 години кои што можеби се бараат, трагаат по себе. Кој е балансот за успехот помеѓу училиштето, образованието и професионалното? Ако имаме нешто за желба, сите може тоа да го направиме. Значи треба само желба и труд во тоа што го сакаме, за да може да го достигнеме тоа што го сакаме. Јас на пример одам и на работа и во училишта, секако морам да го постигнам и тоа, каде што само на 17 години почнав сам да водам смена. Каде сепак угостителската работа е тешка, фасцинантна, што работиме сепак со храна. На таа храна мора да припазуваме. Ти не дај Боже има грешки се прават, може да се случат многу ствари што може да страда и човечки живот, затоа мора да пазиме на се. И така да Значи, треба да се внимава, меѓутоа од друга страна, љубовта кон професијата е таа која што гледам дека те движи. Секој ако има желба, може да го постигне тоа што го сака. И се ако може да се направи, може се да се има. Со труд, така. Стефан, на отворениот ден на твоето матично, ќе го кажам, училиште Лазар Танев во Скопје, оно што ме импресионираше беа навистина многуте ученици таму и заинтересираноста секако на младите основци кои што решаваат да го продолжат своето средно образование токму во стручно училиште. Колку според тебе занаетот има предности денес? Нашиот занает предходно ќе се навртам на некои работи, беше помалце платено од други занаети, каде што не беше во добра ситуација со... Говориме за Македонија како тло за угостителството? Да, како тло за угостителството во Македонија беше на многу ниско ниво платено. А сега нашиот занает се подигна малце свеста, моралот, каде што почна да се земат стварно убави плати и така да секој дете, секој ученик, секој човек што сака да работи во угостителство, како прво пред се треба да има желба за тоа. И затоа секој дете што сака да започне со угостителство мора да има своја желба и да биде тоа што сака и така и секоја поддршка од кого ја добиваш ти најголемата поддршка? И кажавме овде семејството, секако потребен и ментор, ќе се сложиме тука, тебе те нашол шеф Никола или ти си го нашол него, сте се пронашле на тој твој пат, колку е потребна поддршката од токму таков професионален човек до тебе?
Потребно треба да има поддршка секој. Како на пример јас од мојот шеф имав максимално неговата поддршка. Во се ме поддржуваше, имав и некои грешки каде што ги направив долек се такмичев внатре, ама Добро, сега човек така учи со грешки. сепак неговата поддршка многу ми значеше, каде што крајно професионално со него во добра комуникација и така да. Сакаш ли да испробуваш нови техники на готвење, Да. нови вкусови, те правили тоа, не знам, предизвикли ти тоа и те правили тоа автентичен од другите колеги? Да, моментално еве сега книга пишувам за таква работа, каде што на пример некое месо оди со различен сос и ја гледам да додам друг сос, да видам дали тоа Книга таква. со рецепти ќе биде тоа? Да. Која ќе биде твоја лична авторска? Да. Значи ти си навистина амбициозен и не застануваш само на едно Не. место. Браво, Стефан. Учебната година скоро и да заврши. Што е предвидено за летниот период? Летниот период сега има мои желби исто така што сакам да ги завршам, не ги откривам вака пред камерите. Ќе те видиме ли можеби на некое друго надпреварување? Да, али тоа сега нема да се деси во летниот период, али понатаму септември, октомври, ноември. Така, од следниот септември ти ќе бидеш 4-та година и веќе матурант во стручното училиште Лазар Танев. Моето прашање е каде понатаму ќе огледаме Стефан Манев? Можеби ќе продолжиш високо образование надвор од државата или ќе останеш овде со кариерата? Ајде да ни откриеш. Јас сакам правен да ги инспирирам младите дечки, каде што исто како мене сакам да останеме тука во државата, да дадеме максимална почин кон нашата држава. Да креираме нови техники, нови работи, значи нешто ново да донесеме во нашата држава, да не бидат се некои исти стари работи. И затоа се гледам. Така ти би работел и се гледаш како успешен овде? Се гледам успешен како овде. Сепак ова е наша држава, мора некој да има овде, не може сите да си одиме на страна. Прави ли државата доволно за младите денес? Јас моje мислење околу државата Или всушност ние сме државата и треба од нас да почнат промените и сепак така, ние сме исто државата, ние младите деца, новите генерации треба тука да просперираме, треба тука да ствараме нови нешта, каде што утре друг ден сепак на нашите деца ќе им биде полесно и понатаму. Браво, Стефан, убаво е вака оптимистички да се слушна од еден млад човек вакво размислување. Јас ќе ти посакам многу успех, ќе те прашам дали готвачите читаат книги надвор од рецептите и се поврзано со храната. Вака сега, јас и моите пријатели од издавачката куќа Арс Ламина даваме книга подарок за секој еден мој гостин. За тебе ја одбрав Анатрос од Хари Кацановски. Се надевам дека кога ќе одмараш малку, кога нема да готвиш и кога ќе си дегустираш можеби некоја чаша добро винце, ќе си го прочиташ и овој роман. Ова е за тебе од Арс Ламина. Се надевам дека ќе ти се допадне. Од тебе ќе очекуваме да не представиш и да не представуваш на највисоко можно ниво, да си ги оправдаш овие. Имам сега амбиција, моментално тоа го разговарам со мојот шеф Никола Мишковски, каде што сакам да се спремам на светско првенство. Оваа година светското се одржа во Америка. Браво. Ама за жал оваа година нема да бидам учесник на светско, али да живи здрави понатаму би требало. Затоа што треба многу финансиски делови да. Ајде, еве тука државата мора да застане позади нас. Наши млади талантирани деца. Стефан, ќе ти посакам успех во сето она кое што го имаш замислено, ќе ти посакам и светско првенство. Да не заборавам, би сакала да те прашам како е на државно ниво, кај нас има ли надпревари, кај нас? Да, сега скорото се одржа, тоа беше вчера 10 јуни, се одржа во Струмица, каде што исто има млади талентирани готвачи како мене. И беа на тоа, јас не учествував поради оправдани причини. Иначе тоа е многу добра ствар, каде исто наши се собираат готвачи, македонски готвачи од сите региони, исто покажуваат своји техники на работа и своји новитети и други работи. Колку повозрастните готвачи и твои колеги се се заинтересирани можеби да ви го пренесат знаењето, да ви пренесат нивните техники и вештини? Имав ситуација каде што претходно работев на друго место. Добро. Тој што ми беше главен шеф на смена не ми дозволуваше да гледам он што работи.
ме пракише да додам на Значи други имаме места. такви готвачи. Да, има. Ама тоа се сега да не се сванам грешка, тоа се стари. Готвачи кои си го чуваат, Да. можеби знаат од вештините, техниките. Да. Меѓутоа претпоставам шеф Никола е многу отворен. Да. Он е за такви работи отворен човек, зашто може да ви помогне и да ви принесе укаже. знаење. Да. Стефан, колку на ниво на држава ни се потребни токму такви кулинарски шоуа, емисии, еве ти пред камерите, односно позади камерите ми спомена дека имаш во план и ти е една од твоите цели тоа да си имаш можеби некоја таква емисија за готвење, за кулинарство. Колку кај нас сметаш дека ни фалат такви шоуа? Па сега моментално едно такво шоу е Брза кујна. јас И го мислам дека исто и Алачки како што беше претходно. Добро. Мислам дека и она исто нејзиното шоу. Мислам дека треба нешто ново, нешто од млади дечки. И јас мислам дека доста време она беше старо, тоа се треба да се промени нешто ново, да се донесе Не нова во ред работа. тоа нека се сетира, нека си го тираат Да. луѓето, меѓутоа еве ајде тоа нека биде еден поттик за вас, за тебе, да си го ставиш и тоа на агендата, па да те гледаме наскоро и тебе на некој медиум со своја кулинарско шоу емисија. Па ако биде се во ред, би требало да биде секако што треба. Готвиш ли приватно? Им готвиш ли на другарите, другарките? Да. Те тераат ли да им готвиш? И јас иначе кога си одам во Неготино, како што кажав, не сум овде од Скопје, али живеам во Скопје. Кога си одам во Неготино, јас таму си готвам, јас морам, мене тоа ми е струка, Јас сум од градско, јас кога си одам дома ми готват, кај тебе е обратно најверојатно. Мене мајка ми готви, а ти готвиш дома сигурно. Па да, очекуваат некои нови техники, некои нови храни да пробат од мене како странска кујна. А ти кујна. сакаш да одмориш или не? Па не, мене не ми е да тешко, им мене не ми е тешко кога влевам во кујна. Јас таму кога влевам во кујна се чувствувам слободен, опуштен и така. Одлично, Стефан, ајде наредната прилика и да ни изготвиш нешто. Живи здрави, како Многу ти благодарам што еве вака си поразговаравме во емисијата од своја страна. Јас ќе ти посакам навистина многу успеси, навистина многу награди, нека тие награди бидат поттик за тебе како еден млад човек кој што сака да живее и да просперира токму во нашата држава, да ни бидеш мотивација и инспирација за секој еден млад човек и да се видиме наскоро со уште поголеми успеси и секако со некој зготвено специјалитетче. И јас мислам дека ќе се видиме наскоро исто во емисија, во некои други работи. Јас ви посакувам се најдобро како што може да биде. И останува да се видиме, Стефан, ти благодарам и секој добро. Ви благодарам и на вас. Така е, почитувани гледачи, ова беше интервјуто со нашето младо успешно момче Стефан Манев, кој ни доаѓа од Неготино, меѓутоа живее и учи токму овде во средното стручно училиште Лазар Танев во Скопје. За Стефан Манев кажавме малку повеќе во ова издание од емисијата. Се надевам дека ова талентирано, амбициозно момче ќе биде инспирација и мотивација за сите млади луѓе кои што се трагаат по себе си, кои добрава ги бараат своите кариери или немаат одлучено што со себе. Еве Стефан покажува пример како може сето тоа да биде избалансирано и успешно. Се надевам дека и со ова емисија го задржавме вашето внимание. Овде ќе ве поздравам и ќе посакам да се видиме за една седмица од сега.